Добре дојдовте назад во Топ тема пред новата епизода на Преспав, која верувам со нетрпение очекувате. Уште еден краток разговор за вечерва на тема, главната тема, зошто нема интерес меѓу македонската дијаспора за пријавување за гласањето за предстојните вонредни парламентарни избори. Мој гостин вечерва Игор Александров, председател на Сдруженијето на македонските заедници од Австралија. Добро вечер и добре дојдовте. До 14 часот пријавени 6288 граѓани, тоа е вкупно целата дијаспора, од кои 5734 пријави се прифатени, 133 се одбиени. Тоа се последните официјални податоци од Државната изборна комисија, пресекот до пладне. Зошто толку слаб интерес? Значи, мене воопшто не ме изненадува што е и толку слаб интересот. Може би ме изненадува што е толку голем, да ви кажем. Искрено, но ова ги опфаќа сите континенти, за разлика од бидејќи е сменет изборниот модел, сега се сите една изборна единица. Да, но на претходните два изборни циклуса во Австралија мислам дека беа регистрирани околу 500 на првиот, околу 1000 гласачи беа регистрирани на вториот. Така што моите информации се дека до сега се повторно околу 500 гласачи регистрирани на избирачкиот список за Австралија. За Европа и за Америка не можам да зборувам, но јас претходно сум зборувал на оваа тема, а тоа е дека колку гласачи ќе бидат регистрирани на избирачкиот список зависи од партискиот активизам на луѓето во амбасадите. Луѓето во амбасадите се тие кои што по партиска должност се ангажираат своји луѓе, пред се избираат партиски кандидати, нели, за пратеници и после тоа преку тие кандидати собираат луѓе на избирачкиот список. Обичниот човек кој што не е приврзаник на еден или друг кандидат или на една или на друга партија, не знае ни како да дојде до избирачкиот список. Едноставно отежната е работата и за регистрирање на избирачки список и за гласање. Луѓе треба да патуваат по 300 до 4000 километри до амбасадата. Ако зборувате од искуството од претходните избори, само една партија имаше кандидат, тоа значи дека обвинувањата се упатени кон ВМРО ДПМН, а вие говорите за злоупотреба на дипломатско-конзуларните представништва во партиско изборни цели. Па сега се ВМРО ДПМН, верувам дека кога би била друга партија на власт, истото би се случило, затоа што во Македонија сите партии противникот го користат како изговор за да го прават гревот кој што противникот претходно го правил. Да, факт е дека досега пратениците беа од ВМРО ДПМН и факт е дека собираат доволно гласачи на избирачкиот список колку за една голема свадба во Австралија. Во држава каде што има 90.000 македонци од прилика, ние зборуваме за избирачки список со 500 до 1000 гласачи. Покрај тоа што е тешко од технички причини да се дојде до регистрирање на избирачкиот список, дополнителен проблем е што луѓето немаат мотивација да се регистрираат како гласачи. Пред се затоа што довербата во партиите од Македонија во Австралија е сведена на многу ниско ниво. Кога тие кандидати на ВМРО ДПМН не би ангажирале своји роднини и пријатели да се регистрираат на избирачките списоци, одзивот би бил уште помал. За жал, од првиот пат кога се гласаше од диаспората до сега, не е овозможено, практично овозможено, да може да се номинираат независни кандидати од Австралија, кои што би добиле поддршка од организираната македонска заедница во Австралија. Тоа нешто би сменило? Па мислам дека би имало многу поголем одзив, затоа што македонските организации во Австралија, ако се гледа само членството на организациите, имаат илјадници членови, сигурно би имало поголем одзив од што има сега кога кандидати се луѓе на партиите од овдека избрани таму, но на овдешните партии се кандидатите. Деновиве од делот ново формираните политички субјекти слушнавме директни обвинувања и до македонските заедници, до македонските црковни заедници за вмешаност во политиката и злоупотреби во изборни цели. Тоа се однесува и на вашата заедница? Па јас можам да ви кажам дека запознати сте, нели, за конфликтот што го имаат црковните општини од нашето здружение со владиката Петар. Знам дека владиката Петар, за да успее во оние негови намери за приграбување на имотите на црковните заедници во Австралија,
се додворува подолго време на власта, тоа го правеше и со претходните власти, не само оваа актуелната власт на ВМРО ДПМН, и веројатно си имаат некаква трговија, каде што тој им ветува едно, тие му ветуваат друго за возврат. Тоа е факт. Што ќе значи фактот што за да се избере пратеник, некои пресметки говорат за да се избере еден пратеник од диаспората ќе требаат најмалку околу 6400 гласови, воспротивно повеќе нема да ги има оние, како што се велеше, 3 од карти за сигурни гласачи од диаспората за ВМРО ДПМН. Што ќе значи ако диаспората остане без пратеник? Па мислам дека некоја практична разлика нема да направи, затоа што и онака до сега не можам да кажам дека диаспората имаше свој пратеник. Тоа што тие пратеници живееле во диаспората не значи дека ја застапуваат диаспората. Тие беа луѓе кои што ја застапуваа партијата на власт, инаку без било какво влијание во македонската заедница во Австралија. Од практична гледна точка нема ништо да се смени, но можно е да остане. Ако не целата диаспора, можно е Австралија да остане без пратеник од Австралија, затоа што ако Австралија, Америка и Европа се една изборна единица и од тие тројца максимум пратеници може да има, а за секој од нив треба да има отприлика 6000 гласови, од каде ќе дојдат тие гласови кога гледате колку луѓе се регистрирани на избирачките списоци? Дури и прашање е дали еден кандидат може од сите тие 3 континенти да собере 6000 гласови, затоа што сепак не знам како некој од Америка или од Европа би лобирал за гласови во Австралија. Значи, сосема погрешен систем овој пат. Па мислам дека системот е влошен, не е подобрен. И мислам дека можеби тоа некој свесно го направил за воопшто да нема пратеници од диаспората. Мислам дека целта на опозицијата беше да нема пратеници од диаспората, а ВМРО ДПМН попушти со тоа што прифати промени на законот да изгледа како да се изборивме ние да има пратеници и понатаму, но знаеа дека со овој систем нема да има. Го споменавте црковниот спор. Јас проверив во мојата архива, денеска сме 4 ноември, точно 31 октомври лани. Овдека сме разговарале околу можните решенија кои никако да дојдат. Зошто? Па решенијата доаѓаат, само доаѓаат по полека. Знаете дека на крајот на 2012 година, прв пат по 16 години, влеговме во директни преговори со Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, при што повеќе од половина од црковните општини во Австралија влегоа под директна надлежност на синодот, потоа под владиката Тимотеј како администратор. Другата половина остана под владиката Петар, но од тога што изгуби еден судски спор, оној што го водеше со црковната општина Света Петка, после тоа му е одземена од надлежност Света Петка, ставена е под надлежност на владиката Тимотеј. Ја изгуби истовремено и Нов Зеланд, и од Нов Зеланд побараа да влезат под надлежност на владиката Тимотеј. И покрај тоа сега си прави раскол и во неговиот дел на епархијата, со тоа што прогонува монах кој што беше привремено во неговата епархија, инаку монах на Струмичката епархија, го прогонува заради егоистички цели и заради тоа што веројатно не му помагал во некои така сомнителни сделки. И тоа прогонување не му помага, затоа што сега се меша во юрисдикцијата на други владици, се обидува да расчини игумен кој што не е под негова юрисдикција. Има тоа раскол или војна во синод? Па, мислам дека он самиот си ја прави. Можете да видите по некои негови телевизиски настапи каде што обвинува повеќе од половина синод за соучество во некаков криминал, мислам, го обвинува владиката Наум и повеќе од половина од владиците дека поддржуваат игумен кој што наводно му крадел пари од епархијата и тие пари ги префрлувал во Струмичката епархија, обвинувања кои што немаат никаква основа. Кога би имало основа, има граѓански... Овдека во Македонија, кога се слушаат сите тие работи, изгледа многу чудно, бидејќи се споменува верата и црквата, а на крајот произлегува дека во игра се само парите. Значи, никогаш во прашање во спорот во Австралија не била верата. Од почетокот до крај во прашање се пари и имоти. Верата е само маска која што владиката ја користи за спроведување на неговите материјалистички цели. Никогаш верата не била прашање на спор. Точно ли е дека, според некои неофицијални информации, има иницијатива целата црковна заедница, ајде условно да кажам, да биде под надлежност на владиката Тимотеј?
Па ние бараме целосно повлекување на владиката Петар, а тоа кој после тоа ќе биде надлежен за цела Австралија или дали и понатаму ќе има дали епархијата ќе биде поделена на две со двајца администратори или двајца владици, тоа е прашање кое што ќе го оставиме под надлежност на синодот да определи кој ќе биде владика. Владиката Тимотеј моментално е надлежен архиереј за Дебарско-Кичевска епархија и администратор е на едната епархија во Австралија. Па сега се две епархии, тој е администратор на едната. Сега дали синодот ќе одлучи да го постави него како администратор на целата епархија ако се обеди на тие две, или ќе одлучи да постави втор администратор за вториот дел, или пак ќе назначи редовен владика, тоа е во раците на синодот. Нема правда, нема мир, викате и вие во Австралија. И кога би имало правда и мир? Кога би имало правда и мир? Па правда апсолутно не може никогаш да има, мора постојано да се бориме за правда. И мислам дека ако... А мир и помирување? Па и мирот е релативна работа. Мислам јас не гледам проблем во тоа да имаме несогласувања, да имаме полемики, да имаме надпревари на идеи, на ставови, но треба да има некаква норма на однесување, треба да има некоја граница. Вие имате таму војна, ако вулгаризираме до крај. Па војната ќе заврши сигурно со повлекување на владиката Петар, во тоа сум уверен. Затоа што не постои друг владика во синодот кој што би постапил на таков насилнички и нечестен начин како што тој постапува. Некако вашиот престој во Македонија, според она што го прочитав на делот социјалните мрежи, се вклопува во некој расклопување на клопчињата за улогата на тајните служби, па од тука и некои информации, а еве и напис дека иако сиднејски студент сте биле следен на 23 години. Кој и зошто би следел сиднејски студент во Австралија од македонските служби? Па, тоа е објавено во магазинот Дело, уште 98 година, мислам, јануари 18 февруари. За жал тогаш немаше кој да реагира на тоа, затоа што тогаш немаше опозицијски медиуми. МВР остана немаше никаква реакција. Известен беше лидерот на опозицијата Љупчо Георгиевски и тој не презаде ништо по тоа прашање. Но тука станува збор за следење во еден период од физичко следење, дур бев тука во еден период од 4 до 6 недели, од парови, по двајца машко и женско, 3 различни парови ме следеа и откако забележав дека ме следеа и почнав да се така да им давам до знаење дека знам дека ме следат, манипулативно ме приведува на информативен разговор на кој што ме држаа некаде околу 8 часа. Тоа било направено демек тоа заради некакви задгранични политички или црковни или црковно-политички активности? Значи, или се заедно? Официјално, колку што сум известен, одделот на ДБК или СДБ тогаш на кој што се занимавал со тоа прашање, бил надлежен за антитероризам, но суштината на разговорите со мене немаа врска со тероризам. Тоа беше првин обид да ме убедуваат дека тогашната власт е добра, да ме убедуваат дека секој мој став против власта на Глигоров и на Црвенковски е антидржавен чин. Па после кога не успеа во тоа да ме заплашуваат, например, ако кажам нешто, некоја критика кон власта, ми велат, значи кај вас треба да го бараме атентаторот на Киро Глигоров или не знам за бомби во Прилепи Куманово. Што значи тоа? Тоа сте биле критични кон една, сега кон друга власт. Често менувате ставови или македонските иселеници имаат една постојана константа на интерес за кој очекуваат реакција од државата? Значи вака, прво, во однос на тоа од аспект на службите, само сакам да го кажам мојот став дека ова што се случи сега со масовното прислушкување кое што се обелодени, требаше да биде повод за целосна ревизија на работата на тајните служби како политичка полиција, која што влече корени уште од времето на Југославија, уште од времето на УДБА. Полиција која што служи за следење, за врбување и за заплашување на политички противници на власта.
И таа служба го правела тоа под сите досегашни власти во Македонија. Дека јас како активист од Австралија и други кои што јас ги застапувам постојано имале критички ставови кон власта, тоа е факт, но тоа е нормално за граѓани кои што немаат интерес да бранат една или друга партија по секоја цена. Затоа ми беше прашањето и тука сакам да го заокружиме. Која е константата на која што вие инсистирате во релациите диаспора матица? Во еден демократски систем, во демократско општество, најнормално е граѓаните или било кој кој што има интерес да се штити јавниот интерес на државата која што одредена власт ја застапува, најнормално е да има критички став кон власта. Ниедна власт не е совршена, а најмалку во Македонија. Особено затоа што знаеме дека во Македонија со секоја промена на власта до сега, секоја власт што ќе дојде, гревовите на претходната власт ги користи како изговор за да прави исти такви гревови или уште полоши. Значи, сосема е нормално ние да имаме критички став кон власта. Ненормално е што овдека од сите поголеми партии и сите власти што сме ги имале до сега, се уште патат од менталитетот на едноумието и се поистоветуваат себе си со државата и сметаат дека ако ја критикуваш партијата, ти си против државата или си против македонштината. Тоа е тоа што е за нас ненормално и тоа е тоа што мора да се смени во овој систем ако ова општество навистина сака да стане прогресивно, либерално, демократско општество. Кој ќе изгуби сега, ова е последното прашање, без пратеник, многу реално и очекувана ситуација од диаспората или државата? И што очекувате да се смени во иднина за тоа да не се повтори? Диаспората нема што да изгуби, затоа што јас стојам на ставот дека до сега диаспората немала свој вистински застапник во парламентот. Имала само манипулација, каде што овдешната партија на власт се избира човекот таму да ја застапува и го представува како представник на таа заедница, но не е тоа. Не може човек со 500 гласови да биде представник на заедница со 90.000 членови. Значи, диаспората како диаспора не губи нешто посебно, но јас уште од осамостојувањето на Македонија до денес сум се залагал за тоа диаспората да има своји претеници во парламентот, затоа што сметам дека во една ситуација каде што се обидуваме да ја демократизираме државата, во една ситуација каде што овдека повеќето политички активисти или политичари се врзани за некои интереси лични кои што се косат со јавниот интерес, позитивно е да има и од надвор луѓе кои што немаат такви конфликти на интереси, кои што не зависат од овој систем, кои што можат да ја гледаат состојбата тука од една далечина и со малку повеќе познавање на оние демократски системи кон кои што се стремиме. И мислам дека е позитивно да има во Македонија такви пратеници. За жал, со вакви манипулации како што се правеа до сега, ќе се оневозможи дури и во иднина да има пратеници од диаспората кои што вистински ќе ја застапуваат диаспората. Јас ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Благодарам и вам. Почитувани, тоа беше се во вечерашно малку продолжено издание на Топ Тема. Следува Преспав. Уживајте во новата епизода со нови содржини во Топ Тема од понеделник.